Добар ден, драги ученици! Се наоѓате во училница на часот по ликовно образование за трето оделение. Моето име е Оливера Јанковска, оделенски наставник во Основното училиште Димитар Поп Ѓорѓиев Перовски во Скопје, во општина Ѓорче Петров. Денес на часот ќе работиме наставна содржина, форма, боја, линија, грмушка, трева или градба, цртање, фломастер. Што треба да научиме? Цели кои треба да ги постигнеме. Да се развива чувство за линија, видови, интензитет и да се применува во ликовната целина. Да се користат разни материјали и техники за цртање. Да ги изразувате самостојно и слободно своите сознанија, чувства, доживување и впечатоци, мисли и фантазија, со помош на ликовниот јазик и творештво. Да развива осетливост за присуство на боја на предмети во природата. Да применува различни форми. Еден од првите основни и многу важни ликовни елементи е линијата. Линијата е најприсутна во ликовното творештво, односно во создавањето на цртежот, сликата, графиката, скулптурата, дизајнот, архитектурата или фотографијата. Линијата е продолжено движење на една точка во просторот. Линијата е поврзување на две оддалечени точки, но сепак линијата сама по себе, бидејќи има известна широчина и должина, всушност е само една од издолжена форма. Ние можеме да применуваме прави и криви линии. Правите и кривите линии може да бидат дебели, тенки, долги или кратки. Правата линија се движи секогаш во иста насока и не го минува својот правец. Кривата линија е брановита на повеќе начини, ја менува својата насока на движење. Преку карактерот на линијата, ние ги искажуваме нашите гледања на предметите што не обкружуваат. Бојата е присутна насекаде околу нас. Боите може да се поделат на основни и секундарни бои. Основните бои не може да се добијат со меѓусебно мешање на други бои, туку директно се добиваат како такви или од природата. Основни бои се црвената, жолтата и сината. Секундарни бои се зелената, портокаловата и виолетовата боја. Овие бои се добиваат со меѓусебно мешање на две од примарните бои. Формата е надворешниот изглед на предметите. Во нашето обкружување разликуваме направени и природни форми, направени од човекот, како што се зграда, топка, автомобил, молив, чаша и така натака. Како и природни форми, како што се камен, јаболко, животни, плодови, растенија и така натака. На овој цртеж гледаме форми на прави и криви линии, цртани со фломастер, употребени се и основните и секундарните бои и нацртан е еден замок. Овдека ни се присутни сината, зелената, жолтата, розевата боја. На вториот цртеж можеме да видиме како е нацртана кутичка со патека и цвеќиња. Имаме употребено доста прави и криви линии за да го представиме овој цртеж.
Боено е со фломастер. Употребена е зелената, жолтата, портокаловата, виолетовата, сината и кафената боја. Значи, со еден збор употребени се и основните и секундарните бои. На третиот цртеж ни е представена нашата тема, а тоа се грмушки и трева. Имаме нацртано повеќе криви од прави линии, цртано е исто со фломастер и употребени се зелена, сина, портокалова боја. На следниот цртеж може да видиме како ни е нацртана една риба со употреба на повеќето криви линии и употреба на различни бои од фломастер, како што се црвена, виолетова, зелена, жолта, сина и портокалова боја. Овој цртеж ни представува една грмушка со цветови, каде што имаме само криви линии и употреба на зелената, виолетовата и мал дел од жолтата боја. Исто така боено е со фломастер. За крај, ученици, извадете лист од блок број 3 и на мазната страна од листот нацртајте цртеж со фломастер со примена на разновидни линии, форми и боја по ваша желба. Темата да биде трева, грмушка и градба. За крај ви благодарам на вашето внимание.